Тако. Супер, Рокчев. Здраво, дечки. Ден, не знам веќе. 34, 5, 31, 32, 33, 33, 34. Ден 34. Ние сме кај Ивана. Синојче после крани останав тука, пошто ми се спиеше и не сакав да ризикувам да возам. И еве сега станаме. Појадуваме. Тука Тоцка ми направи нешто со шева, лен, сусам, Урми, јогурт. Да, нешто такво. Не знам, нешто природно, хелти. Да. Кафе и вода доста. Тоа денеска исто напорен ден, но уживајте у видеото. Јас треба да идам за Скопје за саат време од сега треба да тргнам. И така. Тоа. Дечки е протест на патот Прилеп. Кавадарци. Тоа е тоа. Чекаме. После пола саат стоење во место, Џули се измори веќе. Тргнавме. Полека, но сигурно. Што добив сознание зошто бил протестот, го оправдувам овој протест искрено. И треба почесто за некои вакви работи. Една фирма, споени две фирми, нешто така, Бектел и Енка се викале, странски фирми, сакале да отварат рудник тука во Прилепскиот дел, Пелагонскиот, како и да го речем. И што била сега цела работа, нашите граѓани не даваат да не се исцрпуваат минералите за странски фирми, нели? Што тоа е сосема во ред, бидејќи нашиот пазар е скроз заснован на да го црпат и користат странски фирми. Тоа се вика обратот на пари во нашата држава не е во неа, туку излегува надвор од неа. Така да ова е сосема окей и треба да има повеќе македонски фирми, еве што сакат рудник да отворат за македонското богатство да се задржува во Македонија. Тие финанси да остават во Македонија. Пошто тие странски фирми ќе си платат некој си процент, некој си данок и тоа. Другите пари ќе си ги однесат во нивната држава и така. Свести се Македонија. Пошто вака не ја тепаме мечката.